Добра вечер. Петок, 20 јуни 2025 започнуваме со дневникот на КТВ. Советот на општина Кавадарци денеска ја одржа редовната 57 седница. Еве го извештајот од истата. Повеќе одлуки и програми донесоа советниците во Кавадаречкиот совет во рамки на денешната 57 редовна седница. Советниците ги усвоија измените и дополнувањата на програмата за изработка на урбанистички планови во општина Кавадарци, а со 11 гласа за и 5 против беше донесена одлука за давање согласност на идејните решенија за изградба на објекти на поранешните Пионерски дом и неизградениот суд. Советот ги усвои измените и дополнувањата и на програмите за социјална заштита и за култура за 2025 година, а се донесоа програмите за Кавадаречко културно лето и Тиквешки гроздовер. Исто така, на денешната седница помина одлуката за одобрување на финансиски средства од буџетот за доделување на парична награда на ученици и ментори од општински основни и средни училишта за посебни постигнувања на државни и меѓународни надпревари. Беше донесена одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка општина Кавадарци, општина Свети Николе и одлука за примање на донација на проектна документација и основен проект од Lidl. И на денешната седница советниците имаа можност да поставуваат советнички прашања до градоначалникот. Општина Кавадарци вчера беше домакин на настанот за одбележување на 30 години од работата на UNDP во Македонија. Во рамки на овој настан, градоначалникот Митко Јанчев и постојаниот представник на UNDP Армен Григоријан подпишаа договор за реализација на нов проект, финансиран од Министерството за финансии на Словачка. Станува збор за динамична иницијатива во партнерство со приватниот сектор, јавните институции и граѓаните со цел креирање успешна платформа за урбана трансформација на Кавадарци. Јубилеот се слави со акцент на партнерствата на локално ниво, истакнување на клучните резултати и придобивки од спроведените активности во сите 8 плански региони низ годините. После Гостивар, Кратово и Штип, сега Кавадарци е општина домакин на карванот на UNDP и одбележувањето на сите резултати и шампионски моменти од работењето. Партнерствата се во сршта на реализацијата на сите проекти на програмата за развој на Обединетите нации. Источниот плански регион со 11 општини според своите специфики бил вклучен во скоро сите тематски активности на UNDP. Голема е чест што општина Кавадарци е домачин на овој настан за одбележување на 30 години од работата на UNDP. Денеска ќе зборувам во име на сите 8 други општини од Вардарскиот плански регион, кои низ годините биле активни партнери на UNDP со бројни заеднички иницијативи. Со вкупно 9 општини, Вардарскиот регион е движечка артерија во националната економија, со одлични климатски услови за развој на земјоделието, долгогодишна традиција за производство на вино, како и со потенцијалот за развивање на плански туризам, кој што стимулира развој на локално и регионално ниво, со фокус на јавно-приватно партнерство и подобрување на квалитетот на живење. Соработката со UNDP се реализира во неколку стратешки области, преку владените оперативен план на активни мерки и програма за вработување. Активни сме во сите мерки и програми за вработување, а посебно во ниво со фокусот на мали и средни предпријатија. Поддршка за отварање на нови места работни, квалитет и еднакви услови за сите. Растојот на регионот е од суштинско значење, услови кога зборуваме за здржување на младите. Градење на одржливи просперитивни заедници и креирање на конкурентниот бизнис во секторот. Во регионот UNDP е донатор со огромен принос во проектењето на капацитетите на општинска администрација и во вклучување на граѓаните во процесот на донесување одлуки. Во моментот спроведуваме повеќе проекти како што се проект за подобрување на квалитет на воздухот во Кавадарци, проект за сајбер безбедност, фонд за експлоатирање со градовите за кои што пред малку ги подпишавме договорите за грант. Го честитам од име на сите општини јубилеот на сите вработени во UNDP
и посакувам уште долги години плодна и успешна работа. Очекуваме во иднина да продолжиме да соработуваме, затоа што само заедно можеме да создадеме подобра иднина за нашите драги сограѓани. Како градоначалник на општина Кавадарци и во име на сите градоначалници ми е особена чест и задоволство што 30 години UNDP е со канцеларија во Македонија, поготово во Планскиот Вардарски регион, и поддршката на претходните години на општина Кавадарци и во иднина. Денеска ми е особено задоволство фактот што општина Кавадарци во изминативе 30 години е истакнат партнер на UNDP и во таа чест го поканувам господинот Армен Григоријан да ми се придружи за да му биде врачен еден од најголемите символи од општина Кавадарци, а тоа е клучот на општина Кавадарци, кој ќе го врачиме на нашиот амбасадор на UNDP, така да општина Кавадарци е голем партнер на UNDP и клучот е во ваши раце. Заедничките резултати во Вардарскиот регион се бројни. Ги поддржавме општините во градењето на капацитети, ангажман на граѓаните и изработка на техничка документација, што резултираше со реални проекти. Поттикнавме и интеропштинска соработка, интегрирани планови за развој и индекс на општински развој. Преку национални и регионални партнерства го поддржавме вработувањето и малите и средни предпријатија преку оперативниот план. Вардарскиот регион има клучна улога во економскиот раст и нашата поддршка има цел да го ослободи неговиот целосен потенцијал. Младите се во сршта на нашите активности. Програмата Гаранција за млади ги поврзува младите со работни места и обуки, додека младинските совети и иницијативи добиваат континуирана поддршка. Дигитализацијата добива се поголем фокус. Програмата Логес е активна во неколку општини, а наскоро започнуваме и проект за сајбер безбедност во Кавадарци. Денес работиме на зелена и дигитална транзиција преку градскиот експериментален фонд и на урбана рехабилитација преку проектот за справување со аерозагадувањето. Списокот на постигнувањата е навистина долг, но денес е ден за славење. Уште еднаш сакам од срце да им се заблагодарам на сите наши партнери и на секој од вас за тоа што сте дел од ова патување. Ајде да продолжиме заедно за подобра иднина. Примањето на клучевите од градот Кавадарци е особена чест и посебно искуство и представува символ на доверба, партнерство и заедничка посветеност кон напредокот и добросостојбата на заедницата. За мене, овој гест представува и посебна врска меѓу нас и локалната заедница. Го прифаќам со голема благодарност и со чувство на одговорност да продолжиме со нашата заедничка работа во служба на граѓаните. Градоначалник Јанчев, Кавадарчани, ви благодарам. Овој настан, организиран во соработка со општините од Вардарскиот плански регион и под покровителство на општина Кавадарци и градоначалникот Јанчев, го символизира токму тоа што го представува нашето заедничко патување, работење заедно со локалните заедници, институции и граѓани за да создадеме трајни промени. Одбележувањето на 30 години присуство на UNDP во Северна Македонија под мотото «Заедно за подобна иднина» го истакнува не само патот на UNDP, туку и партнерствата, луѓето и заедничкиот напредок што стои зад него. Во изминатите 30 години со поддршка од нашите донатори и партнери, UNDP има инвестирано над 230 милиони евра во Македонија, што сведочи за длабока доверба и долгорочна посветеност. Сакам искрено да им се заблагодарам на владата на Швајцарија, чии што деценијски вложувања овозможија трансформирачки резултати во земјата, како и на заменичката амбасадорка госпоја Харари, што денес ни се придружи. Ви благодарам. Соработката помеѓу UNDP и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство не е само формалност, туку е вистинска можност за трансформација на нашите земјоделски политики. Сектор каде што заеднички работиме со UNDP да го модернизираме македонското земјоделство и неговото приспособување кон европските стандарди и вредности. Преку оваа соработка ние како Министерство се запознаваме со меѓународните стандарди
и најдобрите практики во делот на земјоделството. Ова е особено важно во контекст на климатските промени и потребата од одржливо производство на храна. Бидејќи сме тука во Кавадарци, би сакал да напоменам дека Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство активно ги поддржува малите семејни винари преку учество на меѓународни саеми, презентации на македонски вина, на локални и на меѓународни манифестации. Нашата цел е македонското вино да стигне до секој агол од светот. Ние продолжуваме да ги поддржуваме малите семејни винари и со гордост можам да соопштам дека во моментов е распишан јавен повик кој предвидува инвестиции во опрема на производство на вино, алкохолни пијалоци и пиво од помал обем. Овој повик обезбедува финансиска поддршка до 600.000 денари по корисник, што ќе овозможи отварање на нови мали семејни винари, а на постечките да им биде дополнителна поддршка за модернизација во делот на опрема и подигнување на квалитетот на производството. Дополнително винариите кои освојуваат прво, второ или трето место на престижни меѓународни надпревари добиваат парична награда во износ од 300.000 денари. Ова не е само финансиска поддршка, туку е признание за нивниот труд и посветеност. Македонија има исклучително добри климатски услови, богата почва и долгогодишна традиција, совршена комбинација за производство на вина од светски класи, но и други земјоделски производи. Со правилна поддршка, инвестиции и промоција на нашите производи може да стигнат и да бидат успешен производ надвор од нашите граници. На крајот уште еднаш сакам да го честитам на UNDP за 30 годишната успешна работа, да им посакам уште многу години работа и меѓусебна соработка. Благодарам. Голема чест ми е да бидам денес тука со вас во Кавадарци за да го одбележиме 30 годишното присуство на UNDP во Северна Македонија. Во име на амбасадата на Швајцарија упатувам срдечни честитки до UNDP за ова значајно достигнување. Швајцарија се гордее што е долгогодишен и посветен партнер на Македонија, вклучително и во Вардарскиот регион. Веќе многу години соработуваме рамо до рамо со националните и локалните институции за зајакнување на демократското владење, подобрување на јавните услуги и носење на опипливи придобивки за граѓаните во оваа земја. Со неодамна лансираната швајцарска програма за соработка 2025-2028 ја потврдуваме нашата заложба за поддршка на реформската агенда и патот кон европската интеграција на Северна Македонија. Новата програма е фокусирана на 3 клучни столба: демократско владење, води и животна средина, одржлив економски развој. Во Вардарскиот регион, Швајцарија е ангажирана во сите 3 области со вкупна поддршка од над 2 милиони швајцарски франци. Работиме на зајакнување на капацитетите на приватниот сектор за подобар пристап до пазарите, развој на вештините на младата работна сила и соработка со советите во управувањето за подобрување на јавните услуги и квалитетот на живот. Конкретно, Швајцарија преку проектот Образование за вработување поддржува компании во регионот за унапредување на вештините на нивните вработени. Младите лица добиваат дуално стручно образование и обука за да стекнат вештини што се потребни на пазарот на трудот. Швајцарија исто така поддржува одржливо управување со отпадот во регионот. Во партнерство со Пакомак се обезбедува потребната инфраструктура за селекција на амбалажен отпад. Дополнително придонесуваме во напорите на владата за развој на 5 стандардизирани регионални депонии, вклучувајќи ја и онаа што ќе го обслужува Вардарскиот и југоисточниот регион. Во Кавадарци сме ангажирани преку проектот за јакнување на општинските совети, заедно со UNDP и Министерството за локална самоуправа, како и преку проектите Општински форуми, рамномерен регионален развој и Цивика Мобилитас. Нашата поддршка придонесе за подобро планирање, по транспарентно управување и подобрени услуги за граѓаните. Конкретни резултати се подобрена безбедност за децата и вработените во јавната установа Рада Поцева,
асистивна технологија за ученици со посебни потреби, развој на пешачки и велосипедски патеки во регионот и изградба на регионален прифатилишен центар за бездомни животни. Швајцарија останува посветена на поддршка на локалните актери, заекнување на демократските институции и обезбедување никој да не биде оставен сам на патот кон развој и ЕУ интеграција. Ви благодарам за континуираното партнерство и уште еднаш честитки до UNDP за 30 годишнината. Thank you, благодарам. Позната содржината на годинашниот тиквешки гроздовер, реализацијата на програмата ќе чини 12 милиони денари. Марија Шерифовиќ, Наташа Беквалац, Джејла Рамовиќ, Либеро Бенд, Тајзи, Раста, Андријана Петрушовска се музичките имиња што годинава ќе настапат на манифестацијата Тиквешки гроздобер 2025. Советот на општина Кавадарци денеска ја усвоила програма која ќе чини над 12 милиони денари. Поддршка за програмата даде мнозинството во Советот, 7 советници гласаа против, а 1 беше воздржан. Првиот ден од гроздоберот, 5 септември годинава, е резервиран за кошаркарскиот турнир Сестри Китеви, настапот на диџеј Око Доки, Тајзи и Раста. На вториот ден од гроздоберот ќе се одржи моторели низ улиците на градот и градскиот плоштад, Тиквешкиот карневал, а ќе следи настапот на Андријана Петрушовска, Джејла Рамовиќ и Наташа Беквалац. 7 септември, денот на ослободувањето на Кавадарци, е трет ден од манифестацијата. Ќе се одржи изложба на олдтајмери, традиционалната таблијада, свечена седница на Советот, детското карневалско дефиле, а вечерта е настапот на Либеро Бенд и Марија Шерифовиќ. И годинава гроздоберот ќе заврши со спектакуларен огномет. ВМРО ДПМН подготвува криминал тежок 2 милиарди евра. Ке се гради пруга без проект, но со веќе пресметана провизија, обвинија на денешната пресконференција од СДСМ. Денеска СДСМ алармира за сериозен сомнеж за криминал од огромни размери, што се подготвува од владата предводена од ВМРО ДПМН. Пред очите на јавноста се одвива уште еден проект без план, без документација, без јасни рокови, но со веќе позната цена од 2 милиарди евра. За пругата на коридорот 10, која најави Мицкоски, не постои ниту еден лист хартија, но веќе се знае колку ќе чини. Ако нема проект, ако нема студија, ако нема анализа на трасата, како се дојде до бројката од 2 милиарди евра? Кој и врз основа на што ја пресметал? Одговорот, почитувани, се наметнува сам. Се пресметува провизијата, а не трошокот. Ова е подготовка за најголемиот тендерски криминал во поновата историја. ВМРО ДПМН го повторува моделот, се ветува мегапроект без основа, се зголемува цената однапред, се отвара пат за перење пари и богатење на партискиот врв. И во целата таа матрица на измама, Мицкоски вели дека пругата ќе почне до крајот на годината, а министерката Кочовска изјавува дека нема да почне ни до 2027 година. Дали ова е координирано лажење на јавноста или само доказ дека во владата владее хаос и немаат контрола над сопствените лаги? Го прашуваме Мицкоски, како се знае дека пругата ќе чини 2 милиарди евра ако нема проект? Дали цената е договорена однапред со кредиторот? Кој ќе го добие тендерот и по кои критериуми? Дали јавноста ќе види физибилити студија? Или пак ова е уште една сделка во која ќе исчезнат милиони како во минатото? Комични се обидите да се прикаже некаков инвестицијски бум. Во реалноста, почитувани, оваа влада едва ги довршува проектите почнати од СДСМ, а новите проекти се само обични наслови и надуени цифри, зад кои стои многу сериозен сомнеж за злоупотреба. СДСМ нема да молчи. Ке ги следиме сите чекори на овој процес. Ке бараме целосна транспарентност, увид во сите документи и ке ја информираме јавноста за секој сомнеж, за секој тендер, секој договор што се прави зад грбот на граѓаните. И ако Мицкоски мисли дека ќе помине незабележано, се лаже. Одговорност ќе има и секој ќе одговара. Тепачката од Кочани е план за дестабилизација направен во Дубај меѓу Заев и Филипче, сметаат од владеачката ВМРО ДПМН. СДС влегува во сериозно смислено сценарио за дестабилизација во Кочани, со цел спас на Венко Филипче кој има
очен, низок рейтинг и на кого му се заканува дебакал на локалните избори. Вчера јавноста беше сведок на почетокот на планот на Филипче, кој е правен пред месец дена во Дубај на средба со Заев. Тоа е периодот кога кажавме дека Венко Филипче 6 дена беше тајно во Дубај. Советникот на Филипче, Аки Акиов, кој вчера повреди вработена во општина Кочани и физички се закануваше на советници, е човек од најголема доверба на Зоран Заев. Еве фотографија од советникот на Филипче, тепачот од Кочани и Зоран Заев. Ова ли е иднината која ја нуди Венко Филипче? Тепање и страв. Ова е добро позната тактика на Заев, која сега ја применува Филипче, а тоа е внесување на страв и паника кај народот од локални тепачи, кои се закануваат и сеат страв. Филипче дословно го спроведува планот на Заев, а како дел од истиот е и декларативно осудување на настанот. Наместо лицемерни пораки, еве, го предизвикуваме Филипче да побара неговиот тепач од Кочани, Акиов, да си поднесе оставка од Советот во Кочани и јавно да се огради лично тој. СДС сака да направи хаос во Кочани, каде локални силеџии ќе го плашат народот и држат во грч. Ова семе на злото, кое беше посејано вчера во Кочани, има за цел да покрене лавина на насилие. А како масло на огнот се секојдневните пресконференции на кои се шират лаги и се лиферуваат пораки на омраза и етикетирање. СДС се прочитани, а нивниот план е исечен во корен. Филипче е разоткриен. Новата фудбалска сезона во Македонија ќе стартува на 8 август. Прволигашките средби заради ТВ преносите и ВАР технологијата ќе се играат во 3 дена, петок, сабота и недела. Фудбалската федерација на Македонија, односно управниот одбор на истата, на последниот состанок го усвои календарот за првата и втората македонска фудбалска лига, како и за сениорското куп надпреварување во надпреварувачката сезона 2025-2026. Надпреварите од првата лига ќе бидат распоредени во текот на 3 дена од викендите, петок, сабота и недела, пред се заради ТВ преносите. Втората лига ќе се игра во сабота, а куп надпреварувањата во текот на работната недела, вторник, среда или четврток. Есенскиот дел од првата македонска фудбалска лига започнува за време на викендот помеѓу 8 и 10 август, додека надпреварите во второлигашката конкуренција ќе започнат на 23 август. Втората лига почна на 23 август, а последното коло би требало да се одигра на 23 мај следната година. Во Купот на Македонија првото коло ќе се одигра на 26, односно 27 август, а големото куп финале е закажано за 30 мај 2026 година. Нов пораз за ракометните младинци на светското првенство, овој пат од Романија. Нашите момци испуштија 6 позитива и повторно дозволија еден играч да си поигрува со нашата одбрана. Македонската младинска машка ракометна репрезентација не успеа да ја запише првата победа на светското првенство. Избраниците на Раде Стојановиќ во неизвестна завршница беа поразени од Романија со 27-28. После овој меч, нашите момци ги загубија сите шанси да играат за висок пласман на Мундијалот. По првото полувреме, најголемата позитива беше 14-8, додека пак на одмор резултатот беше 17-12 за македонските репрезентативци. Иако на стартот на вториот дел едно време одржувавме позитива од 5 гола, сепак селекторот не успеа да најде начин како да ги искористи сите сили со кои располага. Нашите момци во средината од вториот дел имаа нов пат во играта,
па се влезе во неизвестна завршница во која противникот одлично се снајде. Нашите ракометари не реализираа во важните моменти, а на другата страна романците казнија за втора нивна победа на овој шампионат. Најдобар поединец кај Македонија беше Димитар Узунчев со 7 гола, а во победничкиот состав најмногу се истакна Даниел Станчевич, кој запиша дури 13 погодоци. Македонија денеска е слободна, во сабота играме против Исланд во последниот меч од групната фаза. Времето утре ќе биде сончево и малку посвежо, со мала локална облачност, ќе дува слаб до умерен, а наместа дожд по Вардарието, повремено засилен ветер од северен правец, температурата до 32 степени. Од понеделник температурите ќе бидат во пораст. Тоа беа содржините во дневникот, имајте пријатна вечер.